Можеме? Добро, ви благодарам за присуството. Денеска сме во посета тука во земјоделскиот регион на Босилово, на средба со земјоделците, и како што тоа вообичаено го слушаме целиот изминат период, веќе повеќе од една година, од буквално сите земјоделци во земјава, од сите региони, дека секој еден сектор во земјоделството е соочен со големи проблеми и предизвици. Така и денес, луѓето кои што произведуваат и одгледуваат раноградинарски култури, понатаму јачмен, зелка, цвекло, сите се соочени со истите проблеми. Нема исплата на субвенции и многу екстремно ниска цена. Ова е само уште еден знак за тоталната негрижа на владата за секторот земјоделие. Вкупната сума на субвенција е намалена, укинати се парите од ИПАРД програмите, од Европската унија, затоа што се фатени представници на власта во директна корупција. Едноставно, наместо да се даде поддршка на луѓето кои што ја хранат земјата, наместо да се даде поддршка на луѓето кои што може да го зајакнат секторот земјоделие и да бидеме главни извозници на храна и да го храниме целиот регион, ние сме соочени да целиот сектор земјоделие во државата изумира. Земјоделците нема да работат повеќе поради тоа што никој не води грижа за нивните големи трошоци, екстремно високи, за нивните ниски откупни цени. Едноставно луѓето не можат да преживеат. И каков врв на лицемерие, токму денеска во Струмица, во овој регион, ВМРО организираната криминална група слави роден ден. Гледам дека се фалат со некој слоган "Македонија забрзува". Може да им го честитам роденденот со тоа што Македонија забрзува со нив единствено кон пропаст. Благодарам. Денеска се 8 години од подпишувањето на Преспанскиот договор.